Здраво, драги пријатели, и добре дојдовте во денешната епизода и денешното издание. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборуваме за тема и работи кои што ќе дадам многу поенти и знам дека ова ќе донесе многу вредност до оние кои што барате начин да го средите својот изглед, затоа што ќе сумирав и ќе зборувам за 7 најголеми грешки и митови кои што луѓето ги имаат поврзано со диети и каде можеби ги најмногу подлегнуваат на како да кажам, на искушенија или на можеби постапки кои што се поврзани со нивните митови во глава поврзани со диети и каде всушност лежи зајакот за да не се појавуваат резултатите кои што можеби ги барате. И прва работа да бидете во топ форма и да изгледате добро и да бидете здрави не е лесна задача и како и во секоја друга работа за да се биде успешен и ова е една работа и сегмент од животот во кој што секој од нас посакува да биде успешен и посакува да биде се подобар и подобар и на крај крајева ако си посакуваме нешто можеби на одреден празник или на можеби за нова година е здравје и да сме здрави и живи, па после е се друго кое што си го посакуваме. И затоа бидејќи ако можеби здрави и живени е највисоката цел и ултимативната цел за лично за нас самите, тоа значи дека не е лесна задача за да ја постигнеме таа цел. И има многу предизвици. И кога зборуваме за диети и нешто поврзано со изгледот, повторно повеќето од луѓето си ги отежнуваат работите и она што според мене ги прави работите се покомплицирани и поотежнати, се фактите дека многу од луѓето сметаат дека треба сега да бројат калории, па сега ти да броиш колку можеби па трошиш од друга страна, па колку се оброците редовни, па дали ги запазувам времињата, па дали денеска беше овошен ден или не знам каков ден беше, па дали не знам треба да одам на вежбање, какво да биде тоа вежбање. Од друга страна, ако ги земеме сите, можеби луѓе кои што промовираат некаков начин на исхрана и здравје како мене, дали се тоа нутриционисти, дали се фитнес тренери, дали се одредени компании кои што својот производ, својот начин го кажуваат како најдобар, се уствари сите овие работи за кои што сега зборува се и главните причинители зашто многу од луѓето се откажуваат и велат еднаш се живее и не можам, ова е прекомплицирано. А е всушност многу едноставно. Сега, каде јас сметам дека луѓето прават најмногу грешки и кои се 7 точки кои што всушност се моментите кај што секој од нас може да се клизне и да не го постигне резултатот. Прва работа е, не прва работа, али една од тие 7 точки е на недоволниот внес на протеин. И не знам колку сте свесни, но протеинот е макронутриент кој што е основниот градежен материјал за нашето тело и доколку не се внесува во доволни количини, телото ќе почне да каска во можеби обавување на регенерација и произведување на хормони во телото и со сето тоа нема да постигнете најдобар ефект кога зборуваме за здравје, па и за изглед, ако тука вбројуваме мускулната маса, нејзиниот тонус и количина која што има во телото, која што е клучна за изгледот. И најчесто поради тие овошни денови, не знам какви денови, водени денови, исклучување на одредени нутриенти, се случува да протеинот често знае да не се внесува во доволни количини и да биде проблем. Втора работа која што исто така знам дека е голем проблем е тоа што многу од луѓето се лажат самите себе. А што значи тоа? Ако на одговорот колку можеби пиеш вода, колку можеби пиеш сокови, колку можеби пиеш кафиња, дали јадеш многу благо и грицки и така натаму, многу од луѓето имаат одговори или да или па не многу од време на време и тоа покажува дека всушност не се свесни што прават во текот на денот. И мој совет за оние кои што навистина сакате да се дисциплинирате и да воведете навистина добри навики на долг рок, пробајте да водите дневник барем во првиот 21 ден и да запишувате се точно во колку часот сте изеле и колку можеби вода сте испиле во тој ден, затоа што на тој начин ќе станете свесни што всушност правите. А свесноста е првиот чекор за добар резултат.
Сега, повторно ако зборуваме за одреден макронутриент, тука е повторно и се јаглехидратите и кратењето на јаглехидратите исто кој што се случува и кратењето на протеините. Тоа е третиот сегмент и точка по која што мислам многу од луѓето грешат, затоа што најчесто јаглехидратите се главниот виновник зашто јас имам лош изглед или зашто имам вишок на масти, вишок на килажа и така натаму, но повторно јаглехидратите се макронутриенти. Тоа макро кажува многу дека не треба да се избегнуваат. И практично сите нутриенти, дали се макро или микро, не треба да се избегнуваат, само треба да се запазува нивниот баланс. Избегнувањето на јаглехидратите знам зошто се случува тоа и главниот причинител за тоа е затоа што многу од луѓето благото го врстуваат во јаглехидрати и знаат дека благото е штетно и знаат дека благото им е причинител за да качуваат килажа, особено кога го јадат навечер и кога се јавуваат тие кризи и сметаат дека јаглехидратите во целост треба да страдаат, али не е така. Постојат јаглехидрати кои што ги имате природно во производи, и во зеленчукот, и во овошјето, фруктозните, и па и во млечните производи како лактоза, во мед и така натаму. Значи се тоа природни шеќери. Затоа не се обидувајте да исклучувате одреден нутриент, јаглехидрат, протеин или масти, туку обидувајте се да ги воведете правилните извори на тој одреден нутриент за да му помогнете на вашиот метаболизам да ги обавува процесите во телото како што треба. Четврта работа за која што исто така мислам дека многу од луѓето подлегнуваат е здравиот и хелти маркетинг. Постојат многу компании кои што денеска продаваат најразлични типови на производи кои што се врстуваат во интегрално, во велнес, во хелти, во фит, во фитнес, во вита, во бла 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 и не знам уште какви не називи и сета тоа мислиме дека е добро да се купи и најчесто го купуваме затоа што сме на здрав начин на исхрана, но верувајте дека има многу замки и побарајте можеби во архива, дали на YouTube каналот или на Facebook, било каде, побарајте ги епизодите за етикети, побарајте ги епизодите кај што зборуваме за интегрално и ќе видите всушност како може да ги избегнувате овие замки на healthy маркетинг. Пета работа за која што исто така сакам да зборувам се очекувањата. Многу луѓе имаат очекувања дека за одреден период треба да се случи одредена промена или треба да видат одредена бројка на вага или во сантими, но тоа е најголемата фарса која што може да си ја поставите. Никој, па ниту вие, ниту професионалец, ниту па ја можам да ви кажам колку време ќе ви е потребно за да направите одредена промена и не постои универзално правило кое што кажува да ти треба за еден месец да ти се случи ова и ова. Секој од нас е индивидуа, секој има различна историја, различен метаболизам и не поставувајте очекувања, само влезете во процесот и издржете до крај додека е потребно за да направите било каков резултат. Шеста работа за која што исто така ќе спомнам е прескокнување на оброци и кратење на калории, затоа што многу луѓе качуваат килажа и вишок на масти и расипуваат процеси во телото со тоа што јадат еднаш до 2 пати. Сметаат дека јадењето на редовни оброци и внесувањето можеби добар појадок и оброци на 3 часа и доволно во она што во кое што јас верувам и јас го промовирам пред луѓето со кои што работам, сметаат дека тоа е уште по-добар начин да се расипат процесите и да се покачи килажа, но напротив кратењето на калории и прескокнувањето на оброци само може да биде контрапродуктивно и тоа мислам е показател за тоа и доволно фактот дека секој од вас кој што можеби има искуство или е моментално со вишок на килажа, тој вишок на килажа го направил со одреден тип на живење, а тоа значи еднаш до 2 пати јадење, кризи за благо, за грицки попладне и слично, и она што дефинитивно треба да го направи е да го смени сосема тој начин и затоа редовноста на оброците и кратењето на калории нема воопшто да ви помогне. И уште една и последна седма точка за која што сакам да зборувам исто така е клучна, е дека многу од луѓето во почетниот ентузијазам сакаат да менуваат се одеднаш, односно и да почнат да вежбаат и да го сменат начинот на исхрана и можеби да не излегуваат толку во друштва кои што се, не знам, се оди по кафани и така натаму или можеби рестриктивно до крај и слично. Мој совет е да не секој од нас е карактер кој што може да издржи на толкуте многу промени. Затоа, ако мене ме прашувате, најдобриот начин да направите промена е можеби да направите неколку бранови на промени кои што ќе ги одржувате во континуитетот. Типот, направете прво промени во редовноста на оброците и во вашиот појадок.
почнете потоа можеби да зголемувате малку повеќе на вода. Воведете малку повеќе пешачење, па можеби ако ќе ги видите првите резултати ќе добиете кураж за да почнете и со можеби одредена дисциплина и така полека воведувајте ги позитивните промени и не заборавајте да одржувате континуитет. Така да според мене овие се 7 работи кои што мислам најмногу ги клизнуваат луѓето кога е поврзано нешто со здравиот изглед, здравието и немањето вишок на килажа. Доколку можеби имате и вие некоја точка, слободно прашајте или ми подсетете ме и ќе ја додадеме во овие 7 точки како најголемите причинители за немање резултати. Фала ви уште еднаш. Тука завршуваме денеска за оваа епизода. Ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Чао, чао.